Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги пратеници, почитуван министер, дозволете ми најнапред да се заблагодарам на пратеничката група на ВМРО ДПМН што ми дозволи денеска да одам преку ред па да се обратам на собраниево. И дозволете ми да се извинам на министерот што мора да ги слуша овие работи од страна на владеачкото мнозинство. Значи, лични напади и такви работи мислам дека треба да се избегнуваат и треба да зборуваме со аргументи. Да зборуваме со силата на аргументите, а не со аргументот на силата. Знаеме дека сте мнозинство, меѓутоа да ги користиме фактите и аргументите, да не се изнесуваат од говорница паушални изјави, обвинувања и бројки. Затоа што тоа народот го гледа и на крај одлучува на избори, како што одлучува. Сега ќе продолжам понатаму. Врзано за буџетот во 2022 година, односно предлог буџетот, ќе се задржам на третиот приоритет од програмата. Значи нема да зборувам за првиот дел кај што се зборува за поддршката, односно целите на владата, за поддршка на здравствената криза, за решавање, значи вториот приоритет за економската криза. Ќе се задржам на третиот приоритет, а тоа е функциите на државата. И од функциите на државата ќе се задржам конкретно на делот на одбраната и безбедноста. Па би сакал да продолжам понатаму во делот на изнесување на фактите и на аргументите. Секоја година гледаме од страна на ресорните министри како на почеток на година се изнесуваат и се прават фамозни пресконференции каде што се изнесуваат проектите, програмите по кои што одредените ресори, значи од делот на одбраната и безбедноста ќе напредувале и така натаму, за да после тоа со одреден ребаланс тие капитални расходи, односно тие проекти се укинуваат и на крај имаме многу слаба реализација. Да не должам, ќе одам конкретно со бројки. Имено, еве да биде појасно, во 2020 година на приходната страна во Министерството за одбрана од планираните 360 милиони денари остварени се само 31%, односно 112 милиони денари. Позагрижувачка е состојбата во 2021 година, кога за првите 6 месеци се реализирани само 36 милиони денари. Од рекордни 430 милиони денари, кои што покасно со ребаланс се зголемени на 580 милиони. Со што објективно низ бројкиве јасно се гледа дека станува збор за класичен популизам. Значи драматично се ветува, меѓутоа многу малку се остварува. Истото може да се заклучи и на расходната страна. Во 2020 година се гледа дека со ребаланс е дојдено до реализација на 95%. Но ако се навлезе подлабоко, ќе се забележи дека во Министерството за одбрана е многу далеку од НАТО принципите за буџет, каде што од вкупно реализираните 7 милиарди 892 милиарди денари, само 13% се реализирани како капитални. Ке подсетам, НАТО класификацијата за буџети бара 25% да отпадне на капиталната страна. Значи, далеку сме од гордење и фалење со НАТО. За 2021 година исто така имаме податоци за 6-месечната реализација, каде може да се забележи катастрофално ниска реализација на капиталните расходи, внимавајте, во првите 6 месеци, од само 2,6%. 2,6% реализација на капитални инвестиции. И сега, колку за споредба, колку домаќински се троши буџетот, само ќе споменам дека договорните услуги се реализираат со процентна реализација од 48%. Значи имаме топ реализација на непродуктивните расходи, а катастрофална на капиталните расходи. Понатаму, во 2022 година продолжува истата приказна на популизам, каде не е јасно врз основа на кои проекти, анализа или очекувања, нереално се предвидува зголемување на капиталните расходи на 5,7 милиарди денари, кога пак ќе повторам, во буџетот за 2021 ребалансирани тоа беа предвидени 2,7 милиарди денари. И пак ќе повторам, согласно 6-месечната реализација на буџетот, гледаме реализација на капиталните инвестиции малку повеќе од 2%. Значи, зголемуваме, иако не сме го реализирали тоа за кое што сме имале помалку.
Да биде појасно, значи, за војскава само го кажувам ово, бидејќи веројатно и тоа и тие го гледаат. Ова е, според мене, класичен популизам. Секоја година, реков, се држат овие фамозни пресконференции, за на крај да видиме дека реализацијата е крајно минимална. Се поставуваат неколку прашања кои што ресорниот министер за одбрана би требало да ги одговори. Зошто купува повторно мебел и возила? Тоа го прави секоја година. Знаете дека возилата за функционерите не би требало да се приоритет, туку треба да бидат приоритет опремувањето на армијата, изголемувањето на борбената готовност на таа институција. Понатаму имаме зголемување на привремените вработувања, споредена со 2021 година, што исто така укажува на партизација на Министерството. Во делот на Министерството за внатрешни работи, во 2020 година има најслаба реализација на приходната страна од само 53%, додека истиот тренд продолжува и во 2021 година, кога во првите 6 месеци се реализирани само 30% од планираните приходи. И сега, ако навлеземе малку подлабоко во програмите и подпрограмите на расходната страна, ќе забележиме дека во подпрограмата Јавна безбедност најниска реализација за 2020 имаат токму капиталните расходи, кои се планирани на ниво од 519 милиони денари, а се реализирани со само 9,4 милиони денари. Значи, реализацијата на капиталните расходи во подпрограмата Јавна безбедност е 1,8%. Ова е послабо дури и од Министерството за одбрана. Уште едно нешто многу важно што треба да се забележи овде на расходната страна по програми кај МВР е тоа што многу малку пари се планираат во делот на владењето на правото, каде се планирани и оваа година и минатата година се планирани и реализирани најмалку средства. На расходната страна најмала реализација повторни кај Министерството за внатрешни, исто како и кај Министерството за одбрана, бележат капиталните расходи, кои што се реализираат само со 40%, за разлика од тековните расходи кои се реализираат и до 90%. Што повторно покажува дека и овој буџет на Министерството за внатрешни работи нема развојна компонента. За жал, истата состојба се забележува на расходната страна и во 2021 година, за првите 6 месеци, каде најслаба реализација има капиталната страна на расходите од само 14%, за сметка на тековните кои се реализираат со над 40%. Во предложениот буџет за 2022 година, исто како и во Министерството за одбрана, повторно, крајно популистички и нереално на почеток се планира енормно зголемување на капиталните расходи на 951 милион, а споредбено ќе повторам, оваа година, значи за првите 6 месеци, имате реализација од само 14%. И сега, од 493 милиони кои што се планирани за оваа година, за до година ги зголемуваме за дупло на 951 милион, а реализацијата во првите 6 месеци оваа година ни е само 14%. Значи, ова укажува дека и во 2022 ќе имаме ребаланс и овие средства ќе бидат преполовени. Големо учество во планираните капитални расходи за оваа година има ставката купување на возила. Дискутантите пред мене веќе споменуваа и проценти за колку пати е зголемено, значи 230 милиони денари се планирани. И сега мене ме интересира за какви возила ќе бидат намените овие средства, дали за потребите на безбедност, односно за полициските службеници, или ќе биде намената за функционерите во Министерството. На крај, доказ за планираните непродуктивни трошења и фактот дека во 2022 може да се забележи зголемувањето на планираните договорни услуги, беше споменето од еден претходен говорник. Имено планирани се 107 милиони денари во 2021 година, а за 2022 година тие средства двојно се зголемуваат и изнесуваат 220 милиони. Понатаму во делот на Агенцијата за национална безбедност, буџетот на Агенцијата во 2020 година е комплетно неразвоен. Сега ќе објасним и зошто, бидејќи кога ќе се разгледа и приходната и расходната страна, ќе се забележи дека најмалку средства се планираат и најмалку се трошат на капитални расходи. Доминантно учество во буџетот имаат платите и надоместоците од плати. Значи, од вкупно планираните расходи за 2020 година, во износ од 378 милиони денари, дури 90,4%
се наменети за плати и надоместоци од плати, што укажува на комплетно неразвоен буџет и непродуктивно трошење. За разлика од ова, капиталните расходи учествуваат со ниски 2,3% од вкупно реализираните расходи. Капиталната страна е како и во претходните две институции, во МО и во МВР, исто со најслаба реализација во 2020 година од дури 50%. Истото може да се забележи и кај оваа институција дека теховните расходи се реализираат до 90%, а капиталните, како што реков, веќе се на половина од планираните. Истиот заклучок важи и за 2021 година, каде од реализацијата од првите 6 месеци гледаме дека капиталните расходи се реализирани на ниски 3% од планираните, што е запрепастувачки ниско за толку суштинска институција од безбедносниот систем. Дополнително со ребалансот за 2021 година во Агенцијата за национална безбедност е зголемен значително буџетот. Значи од 92 милиона сме го зголемиле на 275 милиони денари и сериозно сум заинтересиран дали овие зголемувања на средства ќе се реализираат до крајот на годинава. Инаку се однесуваат на градежни објекти. Зголемувањето на буџетот продолжува и во 2022 година и повторно во делот на капиталните расходи, кое зголемување, од моја страна ќе речам, е за поздравување. Меѓутоа, бурно ќе следиме реализацијата. Понатаму во делот на кризниот менеджмент, доаѓаме до Дирекцијата за заштита и спасување. Тоа е она агенција која што не успеа, за жал, да ги сервисира авионите, па ни се случија пожари, кои што ни нанесоа тешка материјална штета од околу 35 милиони евра. Таа е исклучително важна во системот, знаете, на управување за кризи и мислам дека не е посветено доволно внимание во делот на буџетирањето. Имено и во 2020 и 2021 година за капитални расходи во оваа институција се планирани околу 30 на милиони, 34, 36. И сега, ако се земат во предвид, како што реков, овогодинашниве пожари, состојбиве со поплавите, ценам дека оваа бројка треба да биде значително зголемена, затоа што се однесува на сите граѓани и не знаеме каде што може да се случи. За неоправдано го ценам тоа што во 2020 година 940.000 денари се потрошени за купување на мебел. Мислам дека тоа е апсолутно непотребно. Особено загрижувачки е што во 2021 година се реализирани во првите 6 месеци рекордно ниско ниво на капитални расходи од само 5,2 милиони денари. Во 2022 има планирано зголемување на капиталните расходи од 54,2 милиони денари, но значителен дел се планираат за купување на возила. Па и тука би прашал за каков тип на возила станува збор, доколку се за потребите на заштита и спасување, тогаш е во ред, меѓутоа будно ќе следиме и реализацијата на овие средства. Во Центарот за управување со кризи, ќе споменам, тоа бе единствениот центар кој што не беше опфатен со уредбата на влада на 5 август, кој што не добија покачување како што добија останатите институции. Се сеќавате на таа уредба на влада. За жал, иако се справуваа луѓето со тие состојби кои што беа наметнати, не добија никакво покачување. И сега, поврзано со буџетот, во 2020 година има слаба реализација на капиталните расходи од само 3,2 милиони денари. Сега, споредено со другите програми, тука може да се забележи дека најголем дел од средствата се однесуваат на тековни расходи, а не на развојните расходи. Истото се забележува и во 2021 година, за првите 6 месеци, каде се реализирани само околу 4 милиони денари, иако со ребалансот е зголемена ставката на расходи на 39,5 милиони. Значи 39,5, а сме реализирале 4. Сакам да ја потенцирам важноста и на оваа институција во целокупниот кризен менеджмент и ми се чини дека владата не дава доволен приоритет и на овој систем. Во изминатиот период тој се покажа како исклучително слаба алка и ми се чини дека треба сериозно да придеме на овој систем, доколку сакаме во иднина да избегнеме дури и човечки жртви. За илустрација низ бројки, во 2020 година од вкупно реализираните расходи, дури високи 84% одат за плати и надоместоци од плати,
а само 2% за капитални расходи. Во 2022 година имаме намалување, внимавајте, на средствата за капитални расходи, каде што се планираат само 18,3 милиони денари. Како последна, ќе ја споменам Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Таа е една од алатките која што во изминатиот период се користеше од страна на владата или на поединци од владата, еве да не обвинувам цела влада, за одредени некоректни активности кон одредени лица кои што не припаѓаат на владеачкото мнозинство. Сега врзано за буџетот на дирекцијата, иста констатација како и за претходните институции важи и за Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Највеќе пари во буџетите се издвојуваат за тековни расходи, а минимално учество имаат капиталните расходи, што исто така укажува на неразвојноста на буџетот. И тука капиталните расходи во 2020 се реализирани само од 3,7 милиони денари и сега кога ќе се спореди со вкупно реализираните расходи од износ од 34 милиони денари, ќе заклучиме дека истото имаат многу мало учество од само 10,8%. Многу симптоматично е што може да се забележи дека за капиталните расходи се издвојуваат приближно колку и за договорните услуги. Истото се однесува и за 2021 година, каде најмалку средства се издвојуваат за капитални расходи. Иако во 2021 во ребалансот за капитални расходи се планирани 8,2 милиони денари, чија реализација ќе видиме за некој месец, во 2022 капитални расходи енормно се намалуваат на 3,1 милион денар. И тие се, како што реков, на ниво на договорните услуги. Значи гледаме повторно неразвоен буџет. Сега, за крај, би сакал да кажам дека, еве, кога ги споредивме овие планирани и реализирани буџети за 2020 и за првите 6 месеци од 2021, како и новиот предложен буџет од 2022, можеме да кажеме дека станува збор за генерално, значи за сите институции, дека буџетите се неразвојни, популистички нереално планирани и со незначително учество на капиталната, односно развојната компонента на буџетот. Ви благодарам.